Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Добар ден, точно 11:11 часот, понеделник 5 декември 2016 година. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на политичкиот магазин Кворум, кој го слушате секој понеделник на брановите на радиото во Боја. Секако во екот на изборната кампања, денеска ќе отвориме една актуелна тема. Има ли на политичката сцена место за партиите сателити што се одвоиле од големите политички партии или тие служат само како изговор за политичко постоење на нивните лидери? Откако во првиот дел од кампањата големите политички блокови се обидоа да ги игнорираат и да не им посветуваат сериозно внимание, во вториот дел од предизборната кампања имаме една поинаква слика, односно се позачистени се политичките пораки дека гласот за помалите партии во суштина е изгубен глас. На оваа тема денеска во Кворум разговарам со Маријан Додовски од ВМРО ДПМН, поранешен председател на ВМРО Народна партија. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, поздрав до слушателите на Радио Слободна Македонија. Се најдам дека ќе имаме можност да отвориме многу теми и да им дадеме одговори на слушателите, на прашања кои можеби ги си поставуваат, на прашања можеби за кои очекуваат да добијат и некој подиректен и по-отворен одговор, така да верувам дека ќе имаме една добра интересна емисија за нашите слушатели. Токму така и јас го верувам во истото. Повеќе од 2 децении сте во политиката, имате огромно искуство. Во 2012 година си заминувате од ВМРО Народна партија како председател на оваа партија и се враќате во ВМРО ДПМН. Со оглед на тоа што сте биле и во мала партија која не освоила пратеници и сега сте дел од една голема партија која е во коалиција со уште 25 други партии, веќе 10 години е на власт во Република Македонија. Каков е третманот? Како беше кога бевте во ВМРО Народна партија, како е денес кога сте во ВМРО ДПМН? Така, биче добро кажавте, над 20 години. Поточно кажано 90-та година од првите парламентарни избори кои се одржаа во Република Македонија. Еве 2016 година, значи 26 години активно сум вклучен во политичкиот живот, во сите изборни процеси, независно дали биле парламентарни избори, локални избори, дали биле председателски избори, секогаш сум имал можност директно да бидам вклучен во изборниот процес, во изборните кампањи и на некој начин да бидам во ситуација да правам проценка какви се реалните шанси на политичките партии за освојување на гласови на изборите кои се одржуваат и да може да се гради една стратегија што понатаму е најдобро и за партијата, меѓутоа на прво место што е најдобро за државата. Искуството мое говори како учесник во кампања на голема политичка партија, па потоа председател на една помала политичка партија и се повторно во кампања, значи со ВМРО ДПМН 25 помали политички партии, коалициони партнери во коалицијата за подобра Македонија и можам слободно да кажам дека овие избори по многу нешто се специфични, бидејќи се работи за избори многу слични како оние во 90-та година што беа, се работи за избори кои на прво место ставаат Република Македонија, па потоа ги ставаме во понатамошниот тек политичките партии и интересите на секоја политичка партија учесник на овие избори. Ова е од едноставна причина затоа што Македонија веќе 2,5 години е заложник во една наметната политичка криза која веќе се пренесе, значи не само на политичко и партиско ниво, туку се пренесе и во секое македонско домаќинство. И сите сме свесни како жители на оваа држава дека на 11 декември оваа криза треба да престане. За да престане кризата треба сите да го дадеме својот максимум. Со гласот дека ја сакаме Република Македонија, како што гласавме 90-тите години за Република Македонија да биде самостојна, суверена, независна држава, на 11 декември ќе треба тој референдум што се одржа 91 година, на 11 декември истиот да го потврдиме.
Значи, првен гласот го даваме за Република Македонија, а потоа го даваме за политичките партии. Од она што можеме да го видиме, значи на терен, од програмите, од изјавите на политичките лидери, значи, една е јасно и дефинирано. Дека ВМРО-ДПМН новија избори води јасна, прецизна, патриотска политика со целосна заштита на националните интереси на нашата татковина. Од друга страна го имаме Социјалдемократскиот сојуз, кој доста екстремно отиде во своите ставови, каде што се рушат основните темели на кои е поставена нашата држава. Тоа значи дека во многу нешта ние можеме да имаме една редефинирана слика на политичката сцена и на општествената слика во Република Македонија. Што е многу важно да се напомене во овој момент. Социјалдемократскиот сојуз од 90-та година до ден денешен никогаш не дошол на власт по пат на редовни, реални избори. 92 година, за подсетување само малку, бидејќи мора малку да се подсетиме за да дојдеме до клучниот момент зошто е важен гласот на 11 декември. 92 година СДСМ дојде на власт после изгубени избори 90 година. После техничката влада на која беше премиер господинот Љусев, дојде Бранко Црвенковски по пат на договарање со тогашно ПДП албанските гласови. 94 година на тие парламентарни избори знаеме дека ВМРО-ДПМН учествуваше на првиот изборен круг, во вториот абстинираше, односно ги бойкотираше од едноставна причина затоа што се виде концептот кој го наметна уште тогаш Социјалдемократскиот сојуз. Значи 94 година сами беа во собранието на Република Македонија каде што се извршија и најголемиот дел на приватизациите и трансформација на општествениот капитал во Република Македонија, што до ден денес се влече како последица во општественото живење во Република Македонија. 98 година СДСМ ги изгуби редовно и реално изборите. 2002 година, на 15 септември фамозниот, СДСМ дојде после индиректна и директна вклученост во конфликтот кој беше 2001 година, за да дојдат на власт. Повторно влегоа во една широка коалиција која беше. За да дојдеме до 2002 година, 15 септември, со повторна подршка на одредени меѓународни структури за да се делегитимира и детронизира ВМРО-ДПМН. Тогаш многу ни беше позната меѓународната кризна група, тогаш беше Едвард Джозеф и уште неколку странски амбасадори кои беа во Република Македонија, со едно многу интересно сценарио со истите невладени организации кои тогаш има истата перцепција, истата улога и истите потези ги влечеа. Само играчите беа со име и презиме поинакви. 2006 година СДСМ ги изгуби изборите и во континуитет ги губи изборите. Сега повторно влегува во една техничка влада, широка коалиција, со надеж дека таа шема која им е воспоставена во нивната матрица, дека може да им успее и на 11 декември оваа година. Што значи тоа? Тоа значи дека очекуваат поддршка од истите оние кои им даваа поддршка во 2002 година, тогаш влегува во широка коалиција, сега влегува во една техничка влада, каде што длабоко сака да се инфилтрираат во институциите на системот за да може што посилно да се дестабилизира Република Македонија. 2002 година кога дојде СДСМ на власт, клучниот чекор кој се случи во тие 4 години од нивниот мандат е носењето на законот за територијална реорганизација на локалната самоуправа во Република Македонија. Тоа беше првиот чекор кој они го направија за дестабилизирање на Република Македонија и редефинирање на нашата држава. Тогаш се случија и уставни промени, нови уставни раздвижувања се случија после рамковниот договор и ние од тогаш веќе немаме истата слика на Република Македонија. Од тогаш го имаме активно бадинтер во единиците на локална самоуправа каде што двојазичноста е применета. Знаете, Скопје на вештачки начин се направи да биде двојазичен град. Со додавањето на Сарај и на Кондово кон градот Скопје автоматски добивме на 20% албанско население во градот Скопје. Понатаму да не зборам за Кичево, да не зборам за Струга, да не зборам за Чашка и за други општини, Крушево да не го споменам исто тука, Прилеп и така натаму. Значи се започна еден интензивен процес на редефинирање и сето тоа оди во прилог и како основа на она што ни треба да го довршат како чекор на 11 декември. Не случајно Зоран Заев излегува со такви изјави како што излегува. Значи, самите негови изјави се дискутабилни, противуставни и против националните интереси на нашата држава. Јас сум длабоко уверен дека и голем број на членови во Социјалдемократскиот сојуз, кога го слушнале Зоран Заев
со неговите изјави, длабоко во себе се прашале и се замислиле што збори Заев. Дали сега му требаат овакви работи кога сме во кампања или кога како македонци размислуваме сосема поинаку. Многу е поинаку на граѓаните да им се објасни еден друг концепт, еден патриотски концепт. Меѓутоа за македонците и за македонската држава е неприфатливо она што го кажува Зоран Заев. И на крај Зоран Заев отвара една пандорина кутија и отвара една состојба во Република Македонија која во многу нешто ќе го компликува не неговиот живот, не животот на неговите членови и на раководството во СДСМ, ќе го искомплицира максимално животот на граѓаните во Република Македонија и ќе остави многу отворени прашања, ќе остави многу обврски кои можеби после некој друг ќе треба да ги решава и некој друг ќе треба да дава одговор. Сите прашања заслужуваат одговор. Он еднаш излегува со кампањата кога беше референдумот за територијалната организација. Некои прашања не заслужуваат одговор. Не, секој прашање во Република Македонија заслужува одговор. Затоа се заслужува да се даде одговорот на 11 декември. Дека граѓаните на Република Македонија овој момент треба јасно да ја препознаат прецизната и јасната слика кој за што е во Република Македонија. Овој пат битката е за Република Македонија повторно. 2001, 90, 2016. Затоа се тоа кога ќе се стави во еден пакет, многу јасна е сликата во Република Македонија. Ние имаме битка помеѓу два политички блока. Едниот блок воден од ВМРО ДПМН со председателот Никола Груевски и од другата страна е Социјалдемократскиот сојуз предводен од Зоран Заев. И едната и другата коалиција си имаат своји цели и си имаат своји таргети. Каде се овде малите партии? Сега, во оваа битка, малите партии можат само да направат една штета која во овој момент, во овој историски момент за Република Македонија, ќе бидат од штета не само за политичките партии, ќе бидат од штета и за Република Македонија. Значи, малите политички партии може да досвојат одредени минимални број на гласови, недоволни за да освојат пратеник. Недоволни за да се освои пратеник, а се со единствена цел да се направи одредена штета на политичките партии кои се во големите блокови. Сега кога сме во делот на помалите политички партии, тука би ги извоиле двете коалиции. Значи, едната е коалицијата ВМРО за Македонија, каде што се НП, Обединети за Македонија и Достоинство, и втората е коалицијата за промени и правда, каде што се Трајанов и Кекеновски и уште две политички партии. И како трета политичка партија се јавува Левица, значи кој излегува на политичката сцена. Значи зборам во корпусот на македонскиот политички блок на македонските политички партии. Значи ВМРО за Македонија представува една интересна комбинација на структура внатре од лица кои ги водат овие три помали политички партии со различни позиции, различни ставови, меѓутоа претпоставам дека во овој момент интересот е фокусиран на индивидуалниот момент во лидерството, значи на сите три политички партии, без при тоа пошироко да се види каква е сликата во Република Македонија. Значи, дел од тие политички партии, да се потсетиме, беа и во директна коалиција со Социјалдемократскиот сојуз. На локалните избори дел од нив имаат и своји членови во советите во единиците на локална самоуправа. Тоа го добија пред се врз основа на таа коалиција што има со СДСМ, а не врз база на самостојниот настап. Кога ќе се земе на нас за да се анализира, ни една помала политичка партија на парламентарни избори не успеала да освои пратеник. Моето лично искуство го говори истото тоа. Дека политичките партии помали во Република Македонија својата цел и својата визија можат единствено минимално да се ја бараат само на локалните избори. Кога станува збор за парламентарни избори, тука веќе битката однапред е изгубена и можат некој свесно, некој несвесно да послушат само како маша на одредени политички структури кои може да направат една поголема штета и на државата Република Македонија, меѓутоа и на самите себе си. Од таа гледна точка сметам дека новите парламентарни избори предвремени, малите политички партии немаат никакви шанси да освојат пратеник,
значи нити едната, нити другата структура, можат да се надеваат на некој разочаран глас од едната или од другата страна, меѓутоа тоа ќе остане само во онаа бројка во која ќе биде недоволна за да се освои пратеник. И некој да се обида да освојат пратеник, сето тоа ќе биде како зрно во песокот, и сметам дека граѓаните, оние кои мислат да го дадат гласот за помалите политички партии во овој момент, не треба да се двоумат. Ова не се локални избори, ова се избори парламентарни, ова се избори кои се гласа за Република Македонија. Во овој момент ВМРО-ДПМН представува единствената нитка на политичката сцена во Република Македонија која ги брани интересите на нашата татковина. И затоа сметам дека сите оние кои сака да ги поддржат помалите политички партии, пред се во десниот блок, дека гласот и јасно и прецизно да го дадат за ВМРО-ДПМН и за коалицијата за подобра Македонија. Гласот за ВМРО-ДПМН значи гласот за Република Македонија. Гласот за својата иднина, гласот за своите деца. Затоа што со тој глас си ја гарантираат иднината и на својата држава и на своите поколенија. Значи не треба многу да се филозофира. Доволно е само малку пошироко да се погледне политичката сцена и да се видат изјавите кој што збори и какви пораки испреќа. Испреќа и од овие митинзи. И од овие митинзи. Затоа сметам дека безцелно ќе биде губење и трошење на одреден број на гласови, кои многу нешта може да дадат некаква лична сатисфакција дека освоиле некој глас малите партии, меѓутоа целта е да се направи можеби поголема штета на ВМРО-ДПМН во овој момент, затоа што дел од тие партии, како што кажав, и јасно и денес кој ќе може да се видат со нивните ставови, кажуваат на фактот дека нема место за нив на политичката сцена на овие парламентарни избори. И длабоко сум убеден, само уште една реченица, дека во овој процес кој е започнат во силно групирање на политичките и на партиските структури на македонската политичка сцена, дека после овие парламентарни избори ќе имаме јасно издвоени два политички блока. Еден лев и еден десен. Десниот цврсто победнички, предводен од ВМРО-ДПМН, и сите оние кои во меѓувреме мислеа да се придружат кон ВМРО-ДПМН, од делот на десниот блок, ако не партиски структури од нив во тројната коалиција, голем број на поединци, убеден сум дека после 11 декември сите повторно ќе бидат во редовите на ВМРО-ДПМН, затоа што знам како функционираат членовите на ВМРО. Знам како ја сакаат својата татковина, знам какви пораки сакаат да слушнат и какви пораки сакаат да пратат. Тука нема компромис по однос на тоа прашање. Секој што е за ВМРО, секој што е за Македонија, гласот треба да го даде за ВМРО-ДПМН и за коалицијата за подобра Македонија. И затоа сум убеден дека во овие неколку дена кои остануваат и сите што се двоумат, дека и јасно и прецизно на 11 декември својот глас ќе го дадат токму за ВМРО-ДПМН. Господине Додовски, тука правиме една кратка пауза за реклами. Почитувани слушатели, останете на оваа фреквенција. За кратко сме повторно назад во студиото, продолжуваме со разговорот. Форум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Поединечен соговорник во политичкиот магазин Кворум е Маријан Додовски од ВМРО-ДПМН и поранешен председател на ВМРО Народна партија. Господине Додовски, споминавме колку е важен гласот за големите партии и колку всушност вие сметате дека оној што ќе го даде гласот за малите партии дека тоа е изгубен глас. Би сакала да се осврнеме на една порака која лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски ја упати чинам од митингот во Штип пред 2-3 дена, кога рече 63 пратеници за да не направиме кобна грешка. Споминавте и вие дека постојано сте на терен со граѓаните, разговарате со нив. Кој е вашиот впечаток и кои се вашите очекувања? Може ли ВМРО-ДПМН да освои 63 пратеници? Да. Значи, председателот Никола Груевски испреќа јасна порака, затоа што знае каква е моменталната состојба во Република Македонија, знае што све може да се случува после 11 декември, искуството во овие изминати 2,5 години на политичка криза во Република Македонија го комплетираат мозаикот на политичката слика во Република Македонија. Значи, кога ќе се земат во предвид изјавите на Заев и СДСМ, чекорите кои ги преземаат, изјавите на албанската диаспора, чекорите кои таа ги презема,
изјавите на политичките и партиски експоненти на албанците во Република Македонија во целиот тој еден контекст даваат еден многу силен момент кај секој македонец јасно да се запраша што ќе се случува на 11, а уште повеќе што ќе се случува после 11 декември. И се тоа ние не треба да го гледаме само во еден изолиран момент или концепт на она што Заев го заговара за двојазичност, промена на уставот во Република Македонија. Треба да бидеме свесни дека сето тоа повлекува и други чекори. Значи сето тоа понатаму Република Македонија ја става во една индиферентна позиција и аутсайдерска позиција во делот на преговорите кои ги водиме со нашиот јужен сосед. Тогаш како второ се отвара тоа прашање. Како трето се отвараат некои други работи и прашања со соседните земји кои си имаат своји ставови по однос на најразлични национални интереси на нашата држава. И затоа споменав, овие избори по многу нешто се различни од сите претходни избори. Овде битката е за Република Македонија. И кога Никола Груевски јасно ја упатува пораката за 63 пратеника, упатува пораката да не ни се случи кобна грешка. Да не ни се случи кобна грешка. И не случајно тоа го кажа на митингот во Штип. Верувам дека ќе го повтори уште еднаш или два пати. Да не испадне дека не е испратена пораката или дека не е кажано. Значи, овие 63 пратеника се за Република Македонија. Овие 63 пратеника треба да бидат гарантот за безбедноста, за унитарноста, за независноста на Република Македонија. Значи, затоа е таа јасна порака. Оваа порака не е порака за власт. Оваа порака е порака за Република Македонија. И тука треба да се направи дистинкцијата ка секој оној кој ќе дојде на 11 декември да гласа. Значи, гласа за себе, за својата татковина. Мора патриотскиот елемент кај секој поединец да се пробуди. Може би секој во себе има некое незадоволство. Може би секој во себе има некаква разочараност. Меѓутоа, разочараноста треба да биде насочена кон поединци и кон индивидуалци. Не кон Република Македонија, не кон партијата. Господине Додовски, опозицијскиот лидер Зоран Заев, откако го видовме она негово обраќање во Бен, Швајцарија, пред албанската диаспора таму, каде што вели дека рамките треба да се излезе од оние рамки на рамковниот договор кој беше подпишан во 2001 година, дека не е проблемот во соседите, дека проблемот е во Македонија и дека Македонија ќе ја направи Швајцарија на Балканот. Веднаш потоа, со самиот старт на изборната кампања, кога излезе опозицијскиот лидер, ретерираше. И рече дека ова и денеска се случува на некои митинзи, еве кога ги следам, дека ова е само за федерализација на Македонија, за воведување на двојазичност, дека тоа е само во главата на Груевски. Зошто ваква реторика и зошто ретерирање? Само се работи за јавно медиумско ретерирање, затоа што очигледно дека има одредени реакции во рамките на неговата партиска и политичка структура. Како што кажав и претходно, голем дел од членови на СДСМ во себе се прашуваат што му треба на Заев ова да го турка во Република Македонија. Длабоко сум убеден. И тие што длабоко во себе се размислуваат по однос на тоа прашање, одговорот е јасен. Заев има сериозна намера, значи исклучително сериозна намера во однос на реализирање на таа негова идеја. Значи, неговите зборови може би се едно во момент по однос на тоа прашање што го кажува пред неговите членови на митинзите. Меѓутоа, потврда дека тоа е така, даваат и лидерите на одредени албански политички партии. Албанската диаспора, лидерот на албанската диаспора јасно кажува дека се виделе со него. И јасно ги кажува позициите. И на крај на една ТВ дебата јасно и прецизно по неколку пати претходно искажана позиција негова, истото го потврди. Визави тоа, ние, пошто сме на терен, како што споменавте, комуницираме со граѓаните, евидентно е и присуството на структури на СДСМ во етнички чисти албански гласачки општини. Од каде да почнеме? Од Шипковица да почнеме па да завршиме во Липково. Значи, они се активни меѓу албанското гласачко тело. Сигурно тамо не им зборат
каков е животот во Струмица или каков е животот во Делчево, Липково и Шипковица. Јасно е што збори Шилегов во Шипковица. Јасно е што збори Оливер Спасовски во делот од Ковановско на кај Липковско. Јасно е заев на сите тие места што збори. Сон или јаве беа таблите кои беа на СДСМ во албански општини поставени на македонски и на албански јазик. Значи се работи само за едно интерно, моментално ретерирање и негирање на тоа што го кажал, визави тоа што него му се случува внатре во неговата политичка партија и реакцијата внатре во структурите на СДСМ и коалиционите партнери. Меѓутоа, јасна е сликата, многу прецизни се искажани неговите ставови по однос на како он ја гледа Република Македонија. Значи, ова е многу сериозна тема. Значи, ова е тема која ги надминува сите дневно партиски, дневно политички муабети, ставови, дали чаршиски, дали на пазар, дали на бербер, дали на утакмица, дали на концерт. Не. Овде е сосема поинаква сликата и сосема е поинакво прашањето. Прашањето е битка за Македонија. Значи, сега битката се води за Република Македонија. Не се води за ништо друго. Кажа Никола Груевски. 63 пратеници. Да не биде доцна после 11 декември. Да не размислуваме што, како и дали на 12 декември. Затоа што се работи, уште еднаш ќе повторам, за момент кој во многу нешта треба да дефинира иднината на нашата татковина. Така. Се појавија информации во јавноста дека Социјалдемократскиот сојуз заедно со албански структури планира некакви сценарија токму на изборниот ден во северозападна Македонија. Дали може да очекуваме инциденти, дали може да очекуваме ова да стане реалност на 11 декември? Тоа би било најпогубното нешто што би можело да се случи за Република Македонија. И ако имаат такви идеи, и ако имаат и мали помисли по однос на едно такво прашање, по однос на такво сценарио, подобро е да се откажат. Во тој случај сите губат. Главниот губитник во една таква ситуација е Република Македонија. Се уште се свежи спомените од 2001 година. Се уште се свежи спомените од Диво Насилје Кумановско. Се уште се свежи многу спомени кои ни се случуваа изминативе години. Нема потреба од разгорување, распланување на меѓуетничката состојба во Република Македонија. Длабоко сум убеден и дека многу албански семејства, многу македонски семејства, ромски, српски, влашки, бошнишки и на сите оние кои живеат во Република Македонија сакаат да имаат спокоен и мирен живот. Длабоко сум уверен дека сите сакаат кога ќе им заврши работното време среќни да си се вратат во своите семејства, а не да бидат поровови и не да стравуваат полициите каде што ќе се движат. Затоа ова нека биде и порака и апел дека и да имаат намера со такви сценарија дека треба да се откажат. Затоа што на тој начин ја поразуваат Република Македонија. И ако има такво нешто како идеја, во јавноста нормално е, се вртат најразлични информации, убеден сум дека и македонците и албанците ќе се надминат сите во тие делови на Република Македонија со кренати глави, ќе се изигнорира било каков инцидент, ако биде планиран или било што, и дека ќе се застанат здраво со своите семејства, со својата чиста мисла, затоа што сите живееме овде во Република Македонија. Република Македонија е татковина на сите нас. И тука треба сите да си ја градиме нашата иднина. Правиме уште една кратка пауза за реклами и се враќаме во студиото со завршните поенти од денешниот разговор. Почитувани, останете тука. Кворум со Бојана Димитриевска. Понеделник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Господине Додовски, би сакала да се осврнеме и на партиите од албанскиот блок. Со оглед на со појавата на БЕСА, барем впечатокот е дека Демократската унија за интеграција, па и Демократската партија на албанците со појавата на оваа партија ќе изгуби гласови. Дали тоа може да се случи? Ако тоа не е случај во македонскиот блок и битката ќе биде измеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ, а очекувате помалите партии да не освојат пратеници, дали исто ќе се случи и во албанскиот блок или пак имаме некаква поинаква слика? Така. Значи, за разлика од кампусот на македонски политички партии и сликата внатре каква што ја скоментиравме,
дека имаме јасно дефинирано ВМРО ДПМН коалиција за подобра Македонија и СДСМ заедно со нивната коалиција, и тука ќе се води главната битка, каде што сите очекуваме ВМРО ДПМН да биде победник на овие предвремени парламентарни избори, што би завршила, значи, и ова 2,5 годишна криза во Република Македонија. Визави тоа, состојбата во кампусот на албански политички партии, учеснички на изборите, е поинаква сликата. Така да тука имаме неколку клучни моменти, а како клучни играчи, нели, ги споменавме дека тука се ДУИ, ДПА, БЕСА, понатаму Зијадин Села со коалицијата, и на некој начин тука можеме да видиме дека има едно така сериозно раздвижување на гласачкото тело. И што е многу интересно, верувам дека на крај од избирачкиот процес, дека бројот на албански пратеници ќе падне како бројка во рамките на македонското собрание, и дека распределбата ќе биде малце поинаква на освоените пратенички мандати во собранието на Република Македонија. Од она што може да се направи како проценка и информација од терен, после овие парламентарни избори ДУИ би била победник на изборите во рамките на албанскиот политички блок, меѓутоа со многу помал број на освоени гласови. Визави тоа се очекува така една очекувам БЕСА да освои пратеници. Моje мислење е дека бројката ќе се движи од 3 до 4 и зависи каква ќе биде распределбата по оној Донтов метод, дека може да дојдат и до 4 до 5 пратеника, значи. Тука не смееме да го заборавиме нити Зијадин Села, кој градоначелник е на Струга во 5 изборна единица, а он се јавува како носител во 6-та изборна единица, така да и они се тука на прагот да освојат еден пратеник, може нешто повеќе, ако евентуално, како што кажав, распределбата на гласовите во рамките на оној Донтов метод има возможи да добијат и пратеник повеќе. Така да сликата во рамките на албанските политички партии ќе биде малку проширена, затоа што ДПА изумивме да кажеме, ДПА си има едно стандардно гласачко тело кое горе-доле тука се движи 6, 7, 8, така да тука некаде ќе се движи и бројката на освоени пратеници која ќе ја освои ДПА. ДУИ ќе биде негде плюс-минус 14, 15, меѓу 13 и 15 и ДУИ, и верувам дека бројката на освоени пратеници во рамките на албанскиот политички корпус ќе биде негде околу 25, а може би да биде под 25. Ако сето овде сега го додадеме и како петата албанска политичка партија во Република Македонија, тоа е СДСМ, кој СДСМ на некој начин сега се фокусира на албански гласови, тоа значи дека бројот на албанските гласови ќе биде на некој начин распределен на 5 играчи партиско-политички на овие Може ли заев да го загрози Ахмети? Па не може да го загрози, сепак лично мислам дека се уште на овие простори јасно и прецизно е дефиниран етничкиот момент на давање на поддршка на политичките партии, и дека албанците во најголем процент својот глас ќе го дадат за нивните представници кои они ги имаат пред себе, ДУИ, ДПА, Села, БЕСА и така натаму, они ќе се одлучат. Заев единствено во оваа ситуација што може да направи е, како што кажав, не корист за СДСМ, туку штета за Република Македонија, со оние пораки кои ги испрати, со оние чекори кои планира во Република Македонија да се реализираат, и верувам дека сето тоа ќе остане само во рамките на нивните желби и на нивните идеи, и дека граѓаните во Република Македонија јасно ќе препознаат кој е кој на политичката сцена и што треба да се случи на 11 декември. Завршни минути и завршни поенти. Дали со 11 декември ќе се стави крај на политичката криза, ќе се расплеткаат ли работите или ќе се дозаплеткаат? Ако ВМРО ДПМН освои 63 пратеници, тоа значи крај на политичката криза во Република Македонија. Ако се остави и најмал простор на другите политички партии и структури да можат и понатаму да се пазарат со македонските национални интереси, можеме да бидеме сведоци и на најразлични сценарија после 11 декември. Значи, затоа кажав, 11 декември треба да биде потврда
на референдумот за суверена, независна, унитарна Република Македонија, кој беше на 8 септември 1991 година. Имаме 8 септември 1991 година, имаме 11 декември 2016 година. Затоа и пораката од председателот Груевски беше 63 пратеника за Република Македонија. Ако има ВМРО да помане 63 пратеника, сите во Република Македонија можеме јасно да очекуваме дека крајот на кризата е тука. Доколку имаме поинаква слика, ќе видиме каква ќе биде распределбата во рамките на македонското собрание, какви ќе бидат ставовите на сите партиско-политички структури, меѓутоа дефинитивно ќе не очекува една неизвестна зима во наредниот период, доколку имаме поинаква слика во Република Македонија. Мислам дека пораките сите политички лидери ги имаат испратено, останува на граѓаните на Република Македонија да направат конечна одлука во каква Република Македонија сакаат да живеат. Или дали сакаат да живеат во Република Македонија, или сакаат да живеат во некоја држава со друго име, со друга внатрешна организацијска поставеност, двојазичност и така натаму. Сметам дека македонските граѓани се паметни, дека се патриоти и дека овој пат на вистина ќе го потврдат она за кое што од 90-та година наваму како суверена независна држава го градиме, дека истото ќе го потврдат на 11 декември. Господине Додовски, ви благодарам за денешниот разговор. Благодарам на поканата за гостување во вашата емисија, така да уште еднаш само да ги охрабриме граѓаните на Република Македонија дека 11 декември е денот каде што секој треба да си гласа за себе и за својата татковина Република Македонија. Уште 5 дена изборна кампања до изборниот молк. Почитувани, тука ќе ви се заблагодарам за вниманието. Денеска е 5 декември 2016 година, понеделник. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на политичкиот магазин Кворум, кој е во продукција на Радио Слободна Македонија и се емитува секој понеделник од 11 до 12 часот. Се слушаме повторно за 7 дена на истата фреквенција, техничка реализација Дине Вучков. Ви благодарам на вниманието. Пријатно до слушање. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија.